Самците можат да здивнат, никој нема да ги удри по джебот. Премиерот Христијан Мицкоски појасни дека нема да има данок за немажени и неженети. Откако пред неколку дена тој соопшти дека владата размислува да се оданочат оние што не стапиле во брак, премиерот вели дека целта била да се потикне јавна дебата меѓу населението. Изрази жалење што погрешно била протолкувана неговата изјава. Сепак потенцираше дека како премиер е исклучително загрижен за моменталната демографска состојба во државата, но и за демографската иднина на Македонија. Тој алармираше дека не смее да остане незабележан фактот дека населението тивко исчезнува и изумира и тоа да се прифати како нормална состојба. Бројките се поразителни и тие за новородени деца и оние за склучени бракови. Токму затоа, овие негативни движења не треба да се премолчат, вели Мицкоски. Не можам и би било неодговорно од моја страна да се поминам со фактот да во 2016 година се родени 23.000 бебиња во Македонија, во 2024 16.000. Тоа е рецесија од 30%. Да во 2021 година имаме нешто повеќе од 13.300 брака, а во 2024 3 години потоа имаме 11.100 брака. Тоа е 17% рецесија. И кога јас би бил собственик на компанија, кога јас би се грижил за мојата компанија, кога би имал вакви параметри, јас озбилно би се позанимал што правиме и каква ќе биде иднината. Мицкоски вели дека е добро тоа што неговата изјава потикнала дебата. Токму семејството било на прво место во предизборната кампања на неговата партија. Тој истакна дека се залага за семејство составено од мајка, татко и повеќе од 2 деца, а не родител 1 и родител 2. Во однос на предлозите за финансиска поддршка на населението за да се раѓаат повеќе деца, тврди дека тоа не е решение. Како пример ја посочи Јужна Кореја, една од најбогатите светски економии со најнизок фертилитет во светот, која има потрошено 270 милиарди долари во последните 15 години, за да достигне само стапка на живородени од 0,75%. Слична е, вели, состојбата и во Германија, Грција, Полска. Главниот град Сеул има ставка на фертилитет 0,5, тоа значи 2 мајки раѓаат едно дете. Потрошени се повеќе од 200 милиарди долари, значи не е до финансиите, до срцето и до главата, до желбата и до умот. И затоа треба од најмлади да работиме со децата. И затоа инсистирам во читанката да биде поим за семејство не јас, мама и тато, туку да биде јас, мама и тато, баба, бато и дада. Мора да, ако сакаме да обстоиме и како народ, и како нација, и како држава, тоа е иднината и мора да се бориме против ова. Македонија е во демографска рецесија. За 4 години има 33.000 жители помалку, како еден град со големина на Кавадарци. Според државната статистика, лани се родиле 16.061 дете, а починале 20.201 лице, што е природен пад од 4.140 луѓе за само една година. Владата подготвува нова стратегија за демографски политики. Ке се вложува во изградба на нови градинки, повисоки плати на граѓаните, зголемување на еднократната помош за прво и второ дете, воведување на финансиска поддршка за трето дете и близнаци, 6 бесплатни обиди за инвитро, како и дополнителна финансиска помош за мајките после породилното отсуство.